ако професорката Билена се нарече евроентузијаст, може замислите мене како ме нарекуваат, особено медиумските пера на власта. Сум слушала дека сум евроболшевик, евролюбец, не знам што. И веројатно сум, затоа што кога ја критикувате вака Европска унија, одма тука гнев ме фаќа, викам, ова малку претерува. Ама точно е, мислам, јас лично ја критикувам поприлично Европската унија. Меѓутоа за некои работи мислам дека не е само таа виновна. И се обидувам да видам до која мера практично вината лежи во Европската комисија во случајот и до кое ниво вината е кај нас. Значи кај нас зборувам како граѓани, како политички партии, како све. И тешко ми е да можам да утврдам, ама дефинитивно вината е во двете страни. Значи не е само Европската комисија. Зошто сега ќе ви објаснам со донесувањето на извештајот секогаш има стратегија за проширување. И по правило тој е одличен документ. И секогаш кога ќе го читате документот, се што господинот Фрчковски сега спомена, све е допрено. Ова стратегија за проширување све го допира и има решение за се што вие спомнате. И затоа го нарекуваат essentials, fundamentals first. Значи више се знае дека демократијата не може да се жртвува во име на нешто друго, во име на безбедноста. И тоа конкретно е лоцирано. Меѓутоа проблемот станува кога треба ова да се спроведе. Го нема никаде. Зошто тука затајува Европската комисија? Или ако не е со стратегијата за проширување, ево со новиот документ, релативно и тоа веќе не е лов. Стратегијата на Југоисточна Европа. Значи сега се спроведуваат работи во Македонија што се тотално спротивни на она што Европска унија претходно кажала дека ќе го прави, а сето тоа е подпишано и одобрено од сите министри во регионот. И сега сепак се спроведуваат. Ево конкретно ќе ви кажам за финансиската зона. Таа е тотално спротивна до она што е предвидено на регионално ниво да се прави. Европската унија немаше никаде да го каже, освен дека уставни измени не треба да се прават. Меѓутоа тоа е различно. Тоа е од страна на Европска унија, не знам на што се должи нивното недејствување, освен од фактот дека можеби се плаша дека не се подготвени за уште едно проширување, па го тегнаат, не знам, до безвест. Меѓутоа вина има и кај нас. Делумно таа вина, не делумно, дека мислам дека поголемиот дел од таа вина кај нас е во тоа што владата успеа, благодарение на непостоечките медиуми практично, да се продава како експертска влада. Ако е тоа нивото на нашата експертска влада, па тешко на Македонија. Значи, таа експертска влада до сега нема ништо сработено како што треба. 9 години се направија. Кажете во која област имаме некакви резултати. Или отворете ги нивните документи па да видите. Гледате што се случува на ниво на Европска унија. Значи, сега имаме премин од ИПА 1 кон ИПА 2. Во ИПА 1 ние требаше да ги произведеме телата со кои што ќе можеме да кажеме на Европската комисија дека можеме да ги работиме европските пари, значи децентрализирано финансирање. И имаме сега едно 1600, не ме држите за збор, меѓутоа околу целиот тој систем вработува околу 1600 луѓе кои што се вработени по телата и треба да ги администрираат европските пари. И сега во ИПА 2 имаме поинаков период, но ни тотално, бидејќи комисијата научи лекцијата, гледа дека во Македонија се случуваат работи кои што не се како што треба, и го менува периодот и вика сега имаме така наречен sector-wide approach, значи секторски период во програмирањето. Сега секторскиот период пак бара среднорочно буџетско планирање. Не можете вие, оваа држава нема среднорочно. Вика, штом вие немате среднорочно буџетско планирање, ние ќе ги работиме парите за вас. И тоа сега имаме 1600 државни службеници кои што ќе бидат тука во државата и не знам што ќе работат, бидејќи се мора да постојат. А од друга страна ќе имате Европската комисија која ќе вработува куп луѓе и од истото купче на пари практично ќе плаќа државни службеници што треба да работат работата на нашите. Многу нелогична работа. И тоа зборува за капацитетот на нашата држава, за капацитетот на нашите институции. Меѓутоа нив им успева да продават приказната дека се многу способни, дека не знам што све прават, благодарение на медиумите. И трета работа, што сакам да кажам, вината кај нас каде ја гледам, е во тоа што не сум
граѓанството, мислам дека просечниот човек одбива да превземе одговорноста за сопствениот живот и за својата држава. Ние сме, не знам, граѓани кои што не сакат, предпочитат да не ја видат вистината, само затоа што не сакат да превземат одговорност, затоа што согледувајќи ја вистината, вие мора да преземете одговорност. Ево завчера бев во Прилеп. Бев во канцеларијата каде што во куќата на Милена Киевски за да видам дали ИПА проектот, трета компонента се иселен како што нели тврдеше дека ќе биде иселен. Како што кажа Милена Киевски. Се уште се таму, се уште функционира, гајле немат. Пола Прилеп е ископан, разговарав со нив и не има и друга приказна сега, не се само изведувачите и надзорот заеднички сместени. Патем кажам, никаков знак, сите европски правила се прекршени, туку кога ќе поминете низ Прилеп, целата механизација е од фирма која што се вика Бела Транс. Случајно, тоа е војко на Милена Киевски. Мислам, не може, феудализам владее во Прилеп. И тоа се гледа на секој чекор. Како тоа не го гледа Европската комисија, не ми е јасно. Како актор не го гледа? Што се случува со актор? Значи, сите тие се работи кои што од една страна те терат да си ги поставиш прашањата, да ја обвиниш Европската комисија, и да исто така и, не знам, и граѓанството да нема никаква... Просто одбива да види. Не сака да му го отварите очите. И сега тоа делумно се должи на образование, професорка. Затоа што образованието ни остана непипнато толку години и сега ги дава лошите последици од такво неформирано образование. Меѓутоа тоа е, навистина се ветера да се прашате и што треба практично да направиме за да го смениме овој однос. Ке видиме со новата комисија, се надевам дека ќе биде малку поинаку. Благодарам.